Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 45 до 50 минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Како што најавме минатата недела, вечерви интервју со Срđan Tripković, еден од тројцата четворица најдобри геополитички аналитичари или стратези на просторот на поранешна СФР Југославија со импресивна кариера зад себе, докторант и магистрант на универзитетите во Сасекс и во Саутемптон, дописник на BBC, дописник на Гласот на Америка, советник на династијата Караѓорđević и човек кој многу ја разбира таа светска политика. Значи 40 минути интервју со господинот Tripković, многу работи ќе бидат кажени, ќе останете задоволни да ми верувате. Пред да одиме со интервјуто со господинот Tripković, ќе искоментираме неколку настани или неколку изјави кои се случи изминатите 7 до 8 дена, се многу битни и може да фрлат сосема нова светлина на се ово што ни се случи изминатите 2 или 3 месеци. Првата изјава на српскиот министар за надворешна работа, господин Ivica Dačić, кој во интервју за Танјук потенцира дека големите држави во светот, прито се мисли на 3-4 најголеми држави во светот, ни доложат одговор дали станува збор за нова биолошка војна или трета светска биолошка војна или станува збор за природен вирус. Значи Ivica Dačić го поставува прашањето кое сите намачи: зашто де факто станува збор за нова трета светска биолошка војна или за природен вирус? И втората изјава е изјавата на хрватскиот председател господин Зоран Милановиќ, што е преспоредба на ова година и 2017 година. 2017 година во текот на месец јанари се случува голем сезонски грип во Република Хрватска. Има купно умрено околу 6500 луѓе и тоа е за 2500 или за 40% поголема смртност во споредба со претходниот 10 годишен период. Например, 2016 година вкупно умреле некаде околу 4000 луѓе во Хрватска, а 2017 година, кога е голема епидемија на грип, умреле 2500 луѓе повеќе или вкупно 6500 луѓе. Значи за 40% поголема смртност 2017 во однос на 2016 година. И тука Милановиќ го поставува прашањето: од што умреле тие 2500 луѓе, кои нема ни зголемен број на самоубиства, ни зголемен број на сообраќајни несреќи, ниту зголемен број на срчеви инфаркти во Хрватска. Тоа значи дека умреле од сезонски грип. И ако тие 2500 луѓе кои умреле таа 2017 година само во месец јанари се спореди со бројот на умрени во текот на март или во текот на април, односно до 20 или до 18 април сега во Република Хрватска, тоа значи дека многу или енормно повеќе луѓе умреле од сезонски грип отколку што умреле од коронавирусот. И Милановиќ поставува дилемата: дали ако тогаш се воспоставил карантин како што е сега, ќе умреле помалку луѓе, односно какви би биле ефектите од карантинот и зошто не било тоа направено 2017, а било направено денес или направено денес 2020 година. При тоа додава дека и ланската година бројот на заболени кои биле сместени во инфективната клиника во Загреб бил многу поголем отколку што е сега бројот на заболени кои поради коронавирусот се сместени во инфективната клиника во Загреб. При тоа изјавата на Милановиќ не е само изјава на председател на Република Хрватска, во моментот Хрватска е председавач на Европската унија, што значи дека Зоран Милановиќ во моментот е прв човек на државата која председава со Европската унија. Тоа значи, почитувани гледачи, дека такви или слични изјави ќе има се почесто, ќе бидат се поинтензивни и многу повеќе луѓе ќе ги поставуваат клучните прашања на кои ќе треба да добием одговор во наредните неколку месеци. И третата изјава, која е исклучително битна, тоа е второто телевизиско обраќање во рок од 7 дена на британската кралица Елизабета. Едното го направи пред 2 недели, второто го направи некаде пред 5 дена, значи 1 ден пред католички Великден. Во своето обраќање, таа прави реминисценции како кралицата Елизабета и незината сестра ги поменувале деновите во текот на Втората светска војна. Тоа е втора личност од таков ранг или од таква иерархија која прави алузии на Втората светска војна. Првата беше Ангела Меркел, која рече дека Германија се сочува со најголемото искушение по завршувањето на Втората светска војна, нели поврзувајќи го со оваа пандемија со коронавирусот, и второто слично обраќање со таков тон или во таков контекст е на британската кралица Елизабета. Ако две од неколкуте најмокни жени во светот прават такви алузии и прават такви контакти или контексти на тоа што сега ни се случува, нели ние треба да си го поставиме прашањето: што ги принудило Ангела Меркел или британската кралица да прават алузија на сегашната пандемија со коронавирусот со одредени настани во текот на Втората светска војна? И четвртиот настан е од пред 2 дена. Доналд Трамп ги укина сите финансиски елементирања или финансиска подршка на Светската здравствена организација. Иако името Светска здравствена организација асоцира дека стално збор за одредена афилијација
на Светската банка, на ММФ или на Обединетите нации, стана збор за една приватна корпорација и смета дека тоа е најкорумпираниот дел на светската фармацеутска индустрија. Всушност работи за светската фармацеутска индустрија или за таа светска фармацеутска мафија. Трамп смета дека СЗО или Светската здравствена организација во почетокот на пандемијата со коронавирус работела во интерес на Кина, ги лажирала или ги симулирала информациите, ги ставала под тепих информациите и поради тие причини пред 2 дена Доналд Трамп и Соединетите американски држави го прекина финансирањето на Светската здравствена организација. Америка е најголем финансиер кој финансира работата на Светската здравствена организација, втор финансиер по сила е Кина. Меѓутоа се јавува германскиот министер за здравство со критика на политиката и на одлуката на Соединетите американски држави и политиката и одлуката на Доналд Трамп да го прекине финансирањето на Светската здравствена организација. Тука се постава прашањето, има ли тајна врска помеѓу Германија и Кина? Знаете, Германија најдобро се справува со епидемијата со коронавирус или со пандемијата со коронавирус на територијата на Европа. Затоа се постава прашањето, дали има одредена врска помеѓу Германија и Кина? Во една од следните емисии, дали следниот четврток или следната недела, јас ќе развијам тезата дека иако многумина сметат дека ова значи крај на Европската унија, сметам дека Европската унија ќе излезе многу посилна после ова пандемија со коронавирусот, можеби малку редефинирана, но со многу поголемо влијание и со многу поблиски врски со Кина и со Русија. И последната изјава, всушност не е изјава, туку тоа е дел на резолуција или дел на заклучоци на Конгресот на Кинеската комунистичка партија од 2017 година, тоа го анализираме во интервјуто со господин Саша Трипковиќ, кај што тие децидно кажува дека до 2050 година Кина ќе биде држава број 1 или најсилна држава во светот. И тука се постава клучно прашањето, дали во светската историја постои држава која била најсилна или која се сметала за најсилна, без разлика дали се тоа Русија, Соединетите американски држави, Велика Британија, Шпанија, Турција или Османската империја на времето, значи да биде најсилна во светот, а при тоа да не биде војнички или војно доминантна. Во моментот, и не само во моментот, туку и низ историјата, Кина никош не била војно доминантна. Таа дури не можела да се справи со монголите, па кога градела оној кинески зид. Изминатите 100-150 години Кина ги има изгубено сите војни кои ги има водено. Затоа се постава прашањето како може една држава, па макар тоа да биде Кина со 1,5 милиарда жители, можеби ќе има и 2 милиарди жители до 2050 година, да биде најмокна сила во светот, а при тоа да не биде војно доминантна. Можеби одговорот ни го дава ова пандемија со коронавирусот. Можеби ние навистина сме сега во трета биолошка светска војна. Можеби ќе се смени начинот на војување, може ќе биде хибриден начин на војување, може ќе биде биолошки начин на војување, може ќе биде теохолошки начин на војување. Можеби Кина го менува начинот на војување за да може да ја реализира таа своја стратегија да биде до 2050 година најмокна сила во светот. Можеби во тој контекст треба да ги анализираме и изјавите на Ивица Дачич и постапката на Доналд Трамп да го прекине финансирањето на Светската здравствена организација. За Америка се опасни тие пактови помеѓу Кина и Русија и помеѓу Кина и Јапонија, например. Замислете тој јапонски милитаризам, бидејќи Јапонија го има тој милитаризам во себе. Да се спои со таа кинеска економска доминација, тоа ќе биде една супер сила, или војната мок на Русија, бидејќи една од двете најмокни војни сили во моментот во светот, ако не во некои сегменти супериорна во однос со Соединетите американски држави, например таа војна мок на Русија да се спои со економскиот потенцијал на Кина. Тоа се најголемите опасности за Соединетите американски држави. Всушност Кина е плеймејкер кој може да ги разигра процесите на светската берза, во светот, во светската економија и во светската геополитика. Всушност американците треба да направат све Кина да не ја спои својата економија со одредена војна сила или одредена милитантна држава или милитаризирана држава која има искуство и кој има психологија и кој има национално достоинство да ги добива војните кои ги води. Например, Кина ги има изгубено сите војни, како што кажав, од војната, опиумската војна со Велика Британија, подоцна го губи Хонг Конг, па ја губи битката за Манџурија, па е окупирана во текот на Втората светска војна од Јапонија, па после Втората светска војна ја губи војната со тогашниот Советски сојуз. Значи сите војни во изминатите 100 или 150 години Кина ги губи. Всушност нема војнички менталитет. Има одредена војничка филозофија. Незината војничка филозофија се сведува на она логика. Ако имате планински тигар и ако сакате да го поразите планинскиот тигар, тога симнете го тигарот во рамнината или во рамницата или во котлината, не може да се снајде тигарот и тогаш лесно ќе го совладате. Тоа е војничката филозофија на Кина. За да може да ја реализира таа своја војничка филозофија, мора да го смени начинот на војување. Дали ова што сега се случува, може би е промена на начинот на светското војување. Последната работа или последниот настан кој сакам да го искоментирам пред одиме со интервјуто со Срđan Трипковиќ е најавата
за седница на Советот за безбедност на Обединетите нации по втората половина на оваа година. Според мене тоа е некоја најава за нова втора мини Јалта, кога светот ќе треба да ги редефинира новите правци на движење и новата рекомпозиција или новата композиција на силите во светот. Затоа е ова прегрупирање на силите, затоа е ова прегрупирање на интересите помеѓу одредени држави. Например, ако има седница на Советот за безбедност, а таму има само 5 земји постојани членки на Советот за безбедност, тоа е Русија, тоа е Америка, тоа е Кина, тоа е Франција, тоа е Велика Британија, со значи дека нема место за Индија, нема место за Германија. Оттаму Германија ќе мора да ги подобри своите односи со Русија и со Кина, а ако сака да биде правилно застапена на таа една седница на Советот за безбедност или на некоја нова Јалта број 2, кај што ќе се прегрупира светот или ќе се утера темелите на новиот светски поредок. Всушност тоа се работите кои ќе се случуваат во наредниот период. Ќе дојде одредено завршување на коронавирусот, дали тоа ќе биде краткорочно, дали ќе биде можеби со некое надополнување, продолжување како што беше со шпанскиот грип, кој беше уништен или кој беше уништен во 3 фази. Првата фаза е пролет 1918 година, втората фаза е есен 1918 година и третата или последна фаза е зимата или јануари месец 1919 година, ќе видиме. Меѓутоа светот се подготвува за живот и после коронавирусот. Ние ќе ги добиеме одговорите или големите сили ќе си ги сообштат помеѓу себе одговорите, ќе се најдат одредени решенја и ќе влеземе во еден сосема нов свет или некоја втора Јалта. Тоа е она што се случува. За дел од тие работи ќе разговараме со господинот Трифковиќ. Одлично интервју 40 минути. Меѓутоа пред да одиме на интервјуто со господинот Трифковиќ. Денес е Велики четврток, голем ден во христијанството. Сакам да имате мир во душите, да верувате не во нашата влада, не во нашата држава, да верувате во една закономерност на природните сили, да верувате во нешто што се случува во светот. Човекот е најадаптабилно суштество во светот. Ние сме преживеле се и се што. Сме успееле најмногу да се развиеме од сите врсти во животинскиот свет. Зошто? Бидејќи сме адаптабилни. Не сме најсилни, не сме најмокни, но сме најразумни. Знаеме да анализираме, знаеме да се прилагодиме, знаеме да се соочиме со проблемите, знаеме да ги поразиме проблемите. Затоа едната верба во себе и верба во све ово што се случува. Што правиме сега? Купуваме време. Не знаеме све за вирусот. Потребни ни се уште неколку денови или уште неколку недели да дознаеме све за вирусот. За да можеме да го поразиме вирусот, мораме да знаеме све за него. Дали е природен вирус, дали е биолошки вирус. Кога ќе дознаеме све за вирусот, тогаш молесно ќе се справиме со него. Толку имав да ви кажам, како во оваа неделна емисија, следува интервјуто со господинот Трифковиќ. Господине Трифковиќ, ова не е прва пандемија што се случува во светот. Светот има поминато низ многу циклуси на пандемии, многу пострашни, многу постравични. И ние помалку забораваме на сето тоа. Некојаш е можеби добро да се потсетиме, ајде да почнеме од тамо. Низ колку пандемии од ваков тип, многу постраобални, има поминато светот и својата историја? Moram reći da velike epidemije koje su zabeležene u istoriji kao značajne i u geopolitičkom smislu su bile neuporedivo strašnije od ove. Jer ako imamo u vidu da je smrtnost negde oko 2% od COVID-19, treba zapamtiti da je prva detaljno zabeležena epidemija, a to je bila kuga u antičkoj Atini 430. godine pre naše ere, odnela otprilike 1/3 stanovnika Atine, oko 75.000 ljudi, uključujući i velikog državnika i vojskovođu Perikla, što je po mišljenju Tukidida, a i kasnijih historičara, presudno odlučilo da Atina zapravo izgubi od Sparte Peloponejski rat, zato što je kvalitet rukovođenja Periklovih naslednika bio znatno slabiji. Zatim u 2. veku naše ere Rimska imperija je bila pogođena velikom epidemijom, to međutim nije bila kuga nego velike boginje koje su zahvatile otprilike 1/4 najekonomski aktivnijeg dela carstva i odnelo je, procenjuje se, negde oko 5 miliona ljudi. To znamo zato što su Rimljani bili dobri administratori i imali su veoma detaljne poreske knjige. U nekim delovima, kao što je bila severna Italija, koja ili ironije, kao i danas Lombardija je bila najteže pogođena, zatim Galija, današnja Francuska, i Rajnska provincija, današnja severozapadna Nemačka, smrtnost je išla čak i do 1/3 stanovnika.
Najgora od svih je bila takozvana crna smrt. To je bila kuga koja je harala Evropom između 1347. i 1352. godine. Za nju se računa da je odnela između 1/3 i 1/2 stanovnika. Međutim, s obzirom da je podjednako pogodila sve segmente populacije, onda je i demografski oporavak tokom 15. veka išao prilično brzo, tako da je već u 16. to bilo nadoknađeno, ali je izazvalo velike ekonomske dislokacije i promene odnosa snaga između recimo Francuza i Engleza u Stogodišnjem ratu. I na kraju najmožda teža od svih u relativno skorašnjem periodu je bila pre 102 godine velika epidemija gripa, poznatog kao španska groznica, koja je harala isprva Evropom, prenela se i na Severnu Ameriku i na Aziju i za koju se misli da je odnela između 40 i 50 miliona života. Ona je bila veoma smrtonosna, odnela otprilike polovinu zaraženih, uključujući i mlade i zdrave ljude kao što su bili recimo američki vojnici u ekspedicionom korpusu u Evropi, a mnogo više njih je stradalo od te epidemije nego od nemačkih šrapnela i granata u rovovima. Dakle, ovo su bile epidemije u kojima zaista govorimo o milionskim žrtvama i o veoma slabim procenama ishoda. Recimo, za crnu smrt u Evropi u 14. veku računa se da je oko 2/3 zaraženih stradalo, isto tako i u epidemiji koja je u doduše manjem geografskom obimu zahvatila severnu Italiju i centralnu Evropu u 17. veku u vreme 30-godišnjeg rata. Dakle, u tim kategorijama gledano, ovo nije tako tragična epizoda, međutim, s obzirom da je svet daleko u većoj meri međuzavistan, da je ta međuzavisnost pre svega na planu ekonomskih lanaca snabdevanja toliko suptilna, toliko osetljiva da njegovi poremećaji dovode do dugoročnih posledica i da nije tako lako vratiti lance snabdevanja u nacionalne okvire, još uvijek je zaista prerano reći koje će biti posledice za globalnu ekonomiju, ali mnogi analitičari, uključujući i mene, smatraju da je proces globalizacije ovim pretrpeo težak udarac. To neće biti smrtni udarac i dalje će postojati ti lanci snabdevanja koji, kako se to na engleskom kaže, zavise od just-in-time delivery, što smanjuje troškove uskladištenja i magacinskog prostora, ali istovremeno za očekivati je da će po pitanju nekih strateških proizvoda, kao što su na primjer lekovi, nacije težiti da budu mnogo manje zavisne od stranih izvora snabdevanja. Recimo u ovom trenutku Amerika za 97% svojih antibiotika zavisi od kineskih proizvođača sirovina. U nešto manjem procentu to važi i za lekove za dijabetes, za Alzheimerovu bolest i mnoge druge. Također mislim da će američki proizvođači težiti da pojednostave te lance snabdevanja i da neke od njih prebace nazad kući, što je uostalom bio i jedan od ciljeva Trumpove makroekonomske politike. Znači da se američka radna mesta iz raznih kineskih provincija, iz Guangdonga ili Hainana vrate u Arizonu ili Ohio. Gospodine Trifković, ko ve slušam za ovje pandemiji koji pominjali ni svetot ili što se slučili ni svetot. Gledajte, posle sekoja pandemija dođe do prekrojuvanja na geopolitičkата karta. Se случува пандемија во Атина, Атина го губи приматот од Спарта. Се случува пандемија во Рим, Стар Рим ја губи својата мок. И така натаму, и така натаму. Дали после секоја пандемија дојде до едно големо геополитичко прекројување на светот? И дали после ова пандемија може да се очекува една нова геополитика, нов распоред на силите, некоја нова јалта? Значи, дали светот влегува во една сосема друга фаза? И ние овој свет кој го знаевме до пред еден или пред 2 месеци веќе нема да постои, ќе биде некој сосема друг свет. Ајде тука можеме ли да направиме една мини анализа? Ja mislim da to neće doći tako naglo i tako brzo.
kao što je recimo nagla promjena kao rezultat vojnih operacija i onda imate Versailles ili Jaltu i Potsdam. Ovdje će doći, pre bih rekao, do preraspodele moći koja će biti ubrzana, ali koja je već bila na horizontu. Pre svega u odnosu između dva ključna rivala savremenog sveta, a to su Sjedinjene Američke Države i Narodna Republika Kina. Naime, nema sumnje da se kineski model, što će reći autoritarni model, pokazao uspešnijim u situaciji gde političko rukovodstvo ne zavisi od konsensusa običnog naroda, već je sposoban da prilično drakonske mere suzbijanja epidemije sprovodi dekretom odozgo. Ali što je također interesantno, 3 druga primjera dobrog rješavanja ili kontrolisanja pandemije su Južna Koreja, Tajvan i Singapur. Sve te 3 zemlje imaju jedno zajedničko, da u smislu Huntingtonove podele civilizacija pripadaju istom civilizacijskom krugu, koji naravno je centriran na centralnom carstvu, na Kini. A koje su karakteristike te civilizacije? To je podređivanje individue, podređivanje pojedinca interesima kolektiva. Bilo da je reč o porodici ili široj društvenoj zajednici ili naravno državi, što je u suprotnosti sa izrazitim individualizmom zapadnog čoveka koji prvo i pre svega teži da razvija svoje sopstvene talente, stremljenja i lifestyle, tako da mislim da je u tom jednom širem civilizacijskom kontekstu također region Pacifika Azije ili Azije Pacifika pokazao da je na neki način stameniji, čvršći i otporniji na ovakve izazove od zapadnog sveta. Kao drugo, mislim da je ona stara ljubinica američkih neoliberala i neokonzervativaca, a to je teza o vodećoj ulozi Amerike u savremenom svetu, sada zaista ozbiljno ugrožena, odnosno ne da Amerika nije pokazala liderstvo, već naprotiv vidjeli smo retko zabeleženu scenu da veliki ruski vojni transportni avion sleće na njujorški aerodrom JFK i iz njega se istovaruje 60 tona medicinske opreme i snabdevanja. I kao treće, mislim da je u priličnoj meri diskreditovana Evropska unija, da izjava Ursule von der Leyen da će Evropska unija samo za sebe zadržati sve ključne medicinske aparate i opremu i da je to dobra stvar, što znači da što se njih tiče evropske zemlje koje nisu u EU mogu da umiru masovno, oni će sa velikim žaljenjem to konstatovati. I također vidjeli smo kako su se brzo ponovo pojavile nacionalne granice tamo gde je naizgled delovalo kao da su trajno uklonjene. Recimo na mostovima na Rajni između Francuske i Nemačke ili između Austrije i Nemačke i tako dalje. Drugim rečima, šengenska zona je uz svu retoriku o zajedničkim evropskim vrednostima i zajedničkim evropskim strategijama ovoga ili onoga potpuno pala u zasenak pred reafirmacijom nacionalnih interesa u okviru države. Dakle, najznačajnija u evropskom kontekstu geopolitička posljedica, po mom mišljenju, bit će reafirmacija nacionalne države nauštrb transnacionalnih mehanizama kao što su Evropska komisija i koja je težila, čitav briselski aparat je težio da postepeno abrogacijom preuzme razne funkcije, razne ingerencije nacionalne države. Mislim da će ovo zapravo pomoći njenoj reafirmaciji na način koji su to propagirali Viktor Orban и Вишеградска четворка. Господин Трифкович, гледате во еден исти временски период, во неколку месеци, во трите клучни држави во светот се случуваат тектонски поместувања. Во Русија има промени на премиерот, Медведев е сменет од таа функција и сега само председател на партијата на Путин која е формирана напред Русија. Во Кина се смета дека поради одредени силни, драматични клановски битки за сменување на председателот, за сменување на лидерот на комунистичката партија,
ta pandemija so virus ne je na vreme otkrijena v navodnici ili ne je na vreme sankcionirano, se smetalo дека треба да избие во многу поголеми размери дојде до промена на председателот на Кина и во Соединетите американски држави веќе 3,5 години се случува таа тој драматичен конфликт помеѓу кланот на Обама, кланот на Клинтон и кланот на Трамп. Значи во трите клучни држави во светот се случуваат драматични рововски битки кои можеме да ги видиме или се позади завесите. Што значи дека светот полека се движи кон едно сериозно рекомпонирање. Дали вие би се согласиле со една таква теза и кој би било вашето мислење за сите овие процеси кои сега се случуваат? Pa izazovi sa kojima se suočavaju ta tri lidera koje ste pomenuli nisu jednako ozbiljni i jednako dramatični. Ja mislim da će Xi Jinping iz ove cele situacije zapravo izaći ojačan i da primedbe na račun prvobitnog pokušaja da se minimalizuje značaj zaraze ili čak da se negira njeno postojanje su već uspešno prebačeni na niže nivoe birokratskog aparata, kao što često biva u autoritarnim državama. Čak i ako lideri na vrhu naprave neke greške, obično je niži i srednji aparat taj koji plaća ceh. U slučaju Vladimira Putina, što više mislim da takvih ozbiljnih izazova i nema, odnosno da bi čak uprkos njegovom padu popularnosti prošle godine zbog reforme penzionog sistema, sada ćemo videti i uspon, odnosno povratak njegove popularnosti na ranije nivoje, a osim toga ne zaboravimo da je i sam Medvedev bio prilično nepopularan, da je smatran za korumpiranog i odviše voljnog da prihvata pozicije svojih tehnokratskih savjetnika i ministara, kao što je bio bivši ministar financija Dvorković. U Rusiji, da bismo bili sigurni da je ta prozapadna peta kolona uklonjena, treba motriti da li će posle ovoga doći do smene šefa Narodne banke Rusije Elvire Nabiuljine. A što se Trumpa tiče, 3 godine imamo zaista jedan tihi građanski rat u Sjedinjenim državama između dve nepomirljive, ne samo političke opcije, već vizije života i sveta i Amerike i društva kao takvog. I da ukoliko on uspešno privede kraju taj balans koji smo već ranije pomenuli između kontrole epidemije s jedne strane i sprečavanja trajnog urušavanja ekonomije s druge strane, dakle ukoliko tokom aprila se izravna ta krivulja i ukoliko se njen vrh stupi i ukoliko u maju dođe do postepenog ponovnog otvaranja, tako da uz kombinaciju sa velikom finansijskom injekcijom ipak ne bude trajna recesija kao posljedica ove pandemije, već više jedan oporavak koji će imati oblik V, znači nagli pad i onda ponovni nagli uspon. Da bi bio V oblika krizni period, kažu ekonomisti, to bi moralo da otprilike do juna bude stabilizovano. Ukoliko on u tome uspe, ja mislim da on dobija sledeći izbor. Gospodine Trivković, se govori za kineski virus во Америка, вие сте сега во Америка, се говори за кинески вирус, а кинезите обвинуваат за американски вирус. Јас мислам дека има два вируса, дека има најмалку два вируса. Знаете, ако една суперсила има нуклеарна бомба, тога светот е во една нестабилна ситуација. Ако две суперсили имат нуклеарни бомби, тогаш има некоја стабилност. Ако сите 10 големи суперсили имат нуклеарни бомби, тога станува премногу опасно да се отвора нуклеарна војна. Овде ми се чини дека постојат два вируси, американски и кинески вирус. Иако американците и самиот Трамп велат дека има кинески вирус, ние нешто имавме пред 2 дена обид за едно интервју вака Скайп, говоревме на таа тема за Вухан, за Сорос и така натаму, беше неуспешно, недобро го снимавме, сега наново го снимаме. Можеме ли да ја раскажеме уште еднаш таа приказна? Зошто Трамп говори за кинески вирус? Vidite, o toj temi je nedavno, pre mislim 3 dana, poslanik u Skupštini Srbije, Srđan Nogo, imao jednu izjavu preko neta koja je upravo ukazivala na mogućnost da je jedna laboratorija u Wuhanu koja nije državna, već je
privatni kapital u kome je Soros većinski vlasnik učestvovala u konstrukciji ovog virusa sa ciljem rušenja Trumpa. Znate, meni to deluje pomalo nategnuto, jer ko bi želeo da jednim ovakvim potezom pokuša da utiče na ishod američkih predsjedničkih izbora, otvara Pandorinu kutiju sa previše mnogo nepoznatih. Čak i ukoliko pretpostavimo da je gospodin Soros pobornik globalizacije i slabljenja nacionalne države u korist nekakvih globalističkih transnacionalnih instrumenata i institucija, ovo sve može da se izrodi u suprotnost toga, odnosno u reafirmaciju nacionalne države. Tako da ja zaista u ovom trenutku na osnovu informacija koje su mi dostupne, moram da dodam da nisam stručan da procenjujem varijante i mutacije virusa i mogućnost da ovo što smo videli u Kini je već druga ili treća mutacija prvobitne varijante, naprosto nisam kvalifikovan da vam dam jedan verodostojan odgovor, jer često naši stručnjaci za međunarodne odnose samoproglašeni ili ne također žele da budu stručnjaci za sve. Ovdje moram da priznam da naprosto na osnovu dostupnih informacija ne bih želeo da dajem ozbiljnu procenu. Gospodin Trifković, nekada pred 7 dana izlaga poranešниот британски премиер Гордон Браун и има потреба да каже дека треба да биде формирана светска влада или влада на светските лидери која би имала задача да се справи со финансиската и со ова здравствена криза со коронавирусот. Значи, поранешен британски премиер, или ние постојано говоревме влади во сенки, луѓе кои владите така натаму и така натаму, тоа беше објавена информација на овие мејнстрим медиуми во Република Македонија, не беше објавена таа информација, меѓутоа Гордон Браун најде за потребно да побара формирање во овој кризен период таква влада на најмокните светски луѓе, најмокните светски лидери. Оди ли светот во еден таков правец? Дали ова тестирање да може да биде формирана на таква светска влада? Вие одбирате еден човек кој бил британски премиер после Тони Бреер, кој е завршил својата кариера, нели, со оној референдум во Шкотска и така натаму, и тој ја пушта болвата. Значи болвата веќе пуштена дека треба да биде формирана светска влада, треба да има координација и така натаму. Влегуваме ли во еден таков нов период, ново раздобје на светската политика? Pa ukoliko su neki lideri koji pripadaju onom što možemo nazvati Davoski krug i želeli da ovu epidemiju u tom pravcu usmere, mislim da je njen menadžment naprotiv ukazao da su daleko uspešniji i pouzdaniji i za narode pojedinih država daleko kredibilniji potezi koje vuku nacionalne vlade. Ajte zamislite samo da je recimo iz sedišta Ujedinjenih nacija na East Riveru došao dekret da moraju stari da poštuju 24-časovni policijski čas ili da ostali ljudi moraju posle 3 popodne da se zatvaraju u svojim kućama. To apsolutno ne bi moglo da bude sprovedeno, jer ukoliko bi neki savet mudraca, neki areopag sa liderima poput Billa Gatesa, koji je također, još koliko je jesenas, imao jednu simulaciju dovođenja pod kontrolu jedne velike pandemije i koji se dugo zalaže za transnacionalne oblike njihove kontrole. Dakle, oni naprosto ne bi imali kredibilitet, ne bi imali poverenje običnog sveta da budu sprovođene čvrste mere koje u ovom slučaju očigledno mogu da budu sprovedene samo od nacionalnih vlada. Odnosno da, kao što sam već rekao, verujem da je ovo dovelo do regeneracije osjećaja pripadnosti naciji. Kada vidite predsjednika italijanskog parlamenta kako uklanja evropsku zastavu sa zlatnim zvezdicama, kada to isto rade gradonačelnici mesta u Italiji i Francuskoj, možete biti sigurni da kad bismo sad imali recimo referendum o ostanku u Evropskoj uniji, da bi u mnogim zemljama rezultat bio problematičan. Pogotovo u Italiji koja se osjeća bukvalno izneverenom od strane svojih evropskih partnera. Господин Трифковиќ, ние сепка говориме за Нова Јалта. Значи, постојано веќе година или 2 или 3 наназад се говори за Нова Јалта. Во меѓувреме и Кина
i Rusija stana посилни, Америка малку отстапи од таа своја доминација геополитичка. Во Јалта имаше 3 клучни играчи, веќе нема Велика Британија, може незиното место да го заземи Кина. Дали е возможно да има нова Јалта, бидејќи ова ќе заврши еден ден. Ангела Меркел имаше едно драматично обраќање пред германската јавност дека ова е најтешка ситуација во Германија по завршување на Втората светска војна. И знаете, кога ќе се направи споредба со Втората светска војна, тоаш веднаш елудира на Трета светска војна, хибридна војна, биолошка војна, ова што сега ни се случува, можеби да е така, можеби да не е така, но самата алузија дека ова предизвик на нивото на Втора светска војна говори дека станува збор за нешто сериозно, можеби ние ги немаме сите те информации. Меѓутоа мене ми се чини дека нема да има ни победени, нема да има ни поразени, ќе има некоја рамнотежа нова на силите, некоја нова прераспределба на силите. Реков дека Кина е мокна, 21 век е век на Кина, 22 век велат ќе биде век на Африка и така натаму и така натаму. Дали е возможна нова Јалта кај што сега Кина, Русија и Америка ќе ги исцртат границите или зоните на влијание во Европа и во светот? Бидејќи секоја војна, знаете, на крајот на криштата се води за територии, се води за богатства, се води за зони на влијание и зони на интереси. Не можеме ние да поминеме низ ваква криза, а да нема прераспределба на мокта и прераспределба на богатството. Тоа ми е суштината. U odgovoru reći ću vam sljedeće. U periodu Drugog svjetskog rata imali smo prvo Kazablanku gde su se sastali Roosevelt i Churchill, odluka o zahtevu za bezuslovnu kapitulaciju Nemačke. Prvi sastanak Velike trojice bio je u Teheranu, decembar 1943. Onda Jalta i Potsdam da se utvrde posleratni aranžmani. Tada su sva 3 partnera koji ubrzo su postali suparnici u hladnom ratu shvatili potrebu da se dogovore o ključnim podelama uticaja i geopolitičke kontrole. U ovom slučaju to nije prisutno. Naime, ja ne verujem da bi Kinezi hteli sada da na neki način omeđe limite svog uticaja zato što oni imaju potpuno drugi pristup širenju svog uticaja od klasičnog evropskog koncepta kontrole nad režimima, uspostavljanja vojnih baza, kao što Amerika ima danas 107 vojnih baza, u 107 zemalja, nekih 780 vojnih baza i tako dalje. Dakle, Kinezi imaju deteritorializovani koncept kontrole koji se odražava u uspostavljanju lanaca snabdevanja i u uspostavljanju ekonomske, finansijske i, da tako kažemo, meke moći koja ne projektuje toliko neki konfučijanski model kineske filozofije i načina života. Ona uopšte ne teži da utiče na sistem vrednosti Evropljana, Afrikanaca ili bliskoistočnjaka, ali teži da ih veže za sebe kroz, kao što je recimo veliki i značajan strateški projekat Pojas i put, kroz kontrolu nad tokovima novca i distribucije robe i usluga. I to je jedan koncept koji ne želi da bude podvrgnut dogovoru o tome gde su limiti. Trump je to shvatio, on je zato krenuo dosta agresivnom politikom uspostavljanja tarifnih barijera, jer je to jezik koji Kinezi razumeju i za koji zapravo nisu imali adekvatan odgovor, jer oni u ovom trenutku još ne žele ozbiljan sukob sa Amerikom. Ako se setite Kongresa Komunističke partije Kine u jesen 2017. godine, Xi Jinping je zapravo dao jednu veliko stratešku ideju, a to je da će do 2035. godine Kina postati ravna sila drugima, aluzija na Sjedinjene države, da bi negde od 2050. bila ključni akter u određivanju sudbine sveta. Dakle, on računa na duge staze, na 15 do 30 godina. U ovom trenutku Kinezi niti žele da omeđe, da limitiraju svoju buduću ekspanziju koja će pre svega, kao što sam rekao, ići putem daljeg razvijanja ekonomskih lanaca snabdevanja i finansijskog uticaja, niti pak žele da zaoštravaju odnose sa Amerikom do tačke gde bi izgubili komparativne prednosti koje i dalje imaju u ekonomskoj razmeni. Što se Rusije tiče, Trump je bio veoma voljan da resetuje odnose sa Rusijom i to je bila jedna od platformi njegove predizborne kampanje. On je čak doveo u pitanje
korisnost i svrhu NATO saveza. On je govorio o tome da Krim nije naš problem. On je pokušao da to realizuje i kroz susret na vrhu sa Vladimirom Putinom u Helsinkiju i videli smo kakva je bila maltene histerična reakcija američke globalističke neoliberalne levice i hegemonističke neokonzervativne desnice. I jedni i drugi su se našli na istom fonu maltene histeričnih napada na Trumpa i izliva rusofobije koji su kasnije dobili svoje dodatne manifestacije kroz optužbe za rusko mešanje u američke predsjedničke izbore i Millerovu istragu prošle godine za koju znamo da nije ustanovila ništa. Dakle, u odgovoru na vaše pitanje mislim da neće biti velikog prestrojavanja u formalnom smislu kao što je bila Jalta ili Potsdam ili pre toga Versaj, već će pre biti reč o ubrzanoj promjeni odnosa snaga u kome će rastuća relativna moć Kine u odnosu na Sjedinjene države biti ubrzana. Патот на свилата, многумина сега нели дебатират, анализират за патот на свилата, еден стравичен геополитички проект, кој треба да заврши тамо некаде на северот на Јадранското море, кај што Јадранското море всушност или морето најдлабоко задире или навлегува во европското копно. Значи тамо поминува патот на свилата, па се сечи со оние железнички линии, па се инвестира многу во патишта и така натаму. Октомври, ноември минатата година, кога е посетата на државниот секретар Помпео на Скопје, односно на Република Македонија и она средба со македонскиот државен врв во Охрид, изјавува дека треба да се води сметка за коруптивните кинески кредити. Значи, не Русија, туку кинеските кредити, или како имаше две формулации, немојте да дозволите руските ботови да ја водат политиката и внимавајте на коруптивните кинески кредити, што значи беше диагностицирано кои се двата главни проблеми, тоа е руското влијание на социјалните мрежи и тоа е кинеската експанзија со патот на свилата. Ке може ли тоа да донеси до одредено рекомпонирање на Балканскиот полуостров? Može, jer istovremeno gospodin Pompeo nije dao kontraponudu, a to je kakvu to šargarepu možemo da očekujemo sa druge strane Atlantika kao kompenzaciju od uzdržavanja od tih navodno koruptivnih kineskih ekonomskih izazova. Samo da vam dodam, drago mi je ste pomenuli duboko zadiranje Jadranskog mora u evropsko kopno, jer to je bila osnova moći Mletačke republike u srednjem veku. Naime, putem svile su proizvodi sa orijenta dolazili preko centralne Azije u luke Levanta, u Tir, Sidon, Bejrut i Akru i Aškelon. Odatle su ih Venecijanci prevozili do svoje matične luke u laguni, odakle su bili relativno kratki dalji kopneni putevi koji su vodili ka severu preko Alpa u nemačke zemlje i ka zapadu preko Lombardije ka Francuskoj. Dakle, sa geopolitičkog stanovišta ovo je veoma značajna ilustracija kako određeni faktori konfiguracije tla, kopna i mora imaju trajni uticaj na uspon i pad velikih sila, gde je jedna maltene beznačajna državica kao što je Venecija, koja nije imala duboko teritorijalno zaleđe i koja nikad nije imala više od 300.000 građana, bila enormno moćna i bogata upravo zato što je predstavljala ključnu kariku između puta svile s jedne strane i evropskih tržišta sa druge. I u tom smislu mislim da oni koji se uključe kao karike u taj lanac, imajući u vidu činjenicu da Kina danas čini preko 1/5, 20% bruto nacionalnog proizvoda sveta, će na duge staze biti prosperitetniji od onih koji po prijateljskom i dobronamernom savetu sa zapadne strane Atlantika pokušavaju da se u procesu suprotstavljaju. Da se podsjetimo opet, pošto govorim ipak o širim procesima, da je Amerika 1960. godine, znači pre 6 decenija, imala učešće u svetskoj privredi od preko 40%. Danas je pala na ispod 20%. Znači, očigledno je koji su megatrendovi na sceni
u pogledu dugoročnih perspektiva. За Балканот, последно прашање. Веќе половина час разговараме. Што ќе се случува на Балканот? Како да има одредено менување во американската политика кон Косово, многу потврд став кон албанските власти, дали е возможно да дојде до поделба на Косово и потоа тоа како некој домино ефект да ги зафати дел на Балтичките републики, кај што има повеќе од 30% руско население, например Естонија, Приднестровје, Осетија, Абхазија, можеби Кипар, бидејќи веројатно руски интерес е да има добри односи со Турција, Турција инсистира на обединување на Кипар, кај што со својата геополитичка мок, воена мок, економска мок би можела да воспостави доминација врз грчкиот дел, сегашниот грчки дел на Кипар, Каталонија и Косово. Значи, клучно Каталонија, бидејќи освен овие три држави, тоа е Италија, тоа е Франција, тоа е Германија, кои се клучни, кои се основачи на Европската унија, единствено Шпања имаше потенцијал да биде некоја дел на таа крупна четврка после излагањето на Велика Британија. Дали е возможно некој домино ефект, делење на Косово и една нова геополитичка прекројка или прекројување на Балканскиот полуостров? Što se Kosova tiče, ja ne vjerujem da će doći do nekog trajnog rješenja, jer naprosto imamo u ovom trenutku, na engleskom se to opisuje kao nezadrživa sila koja udara u nepomerljivi objekat. Dakle, nezadrživa ekspanzija albanske samouverenosti, čiji smo bili svedoci u protekle 2 decenije, je sada već udarila u nepomerljivi objekat nespremnosti većine Srba. Sama Vučićeva vlada verovatno bi bila spremna, ali većina običnog sveta nije, da bude potpisan neki, kako se oni to zovu, trajno obavezujući pravni ugovor koji bi de facto značio priznanje 2 suverene države. Dakle, ostaće latentno nerešeno pitanje, s tim da mislim da će albanska strana u manjoj meri nego do sada imati podršku nepokolebljivu i neograničenu podršku iz Vašingtona. U slučaju Bosne i Hercegovine također ćemo imati produžetak statusa quo, pri čemu mislim da će pritisci u cilju njene unitarizacije, što je u najnovija vremena pokušano sa presudom Vrhovnog suda, uz naravno učešće 3 stranih sudija na strani Bošnjaka, biti u suštini neće biti sprovedena bez nekih ozbiljnih sankcija za Republiku Srpsku, jer u ovom trenutku one sile koje su podržavale proces unitarizacije imaju daleko preča posla i u Brislu i u Vašingtonu nego da bi se time bavili. Što se Katalonije tiče, ja sam proveo igrom slučaja u Barceloni 2 nedelje jesenas i moram da priznam da sam u priličnoj meri revidirao svoje ranije viđenja te situacije. Naime, mislim da je situacija sličnija Škotskoj nego Kosovo iz prostog razloga što imate veoma značajan procenat žitelja Katalonije koji ne smatraju da bi puna nezavisnost bila dobra iz više razloga, i ekonomskih i kulturnih, odnosno u provincijama, u unutrašnjosti Ukrajine imate daleko žešći taj nacionalistički naboj, ali sama Barcelona, koja je ipak i ekonomska i finansijska i kulturna metropola prvog reda, je prisutan i stav da oni sa stanovišta svoje i političke i ekonomske i kulturne autonomije imaju sve potencijale za razvoj svog identiteta, a da bi napuštanje okvira španske države zapravo bio jedan retrogradni korak. I ne zaboravite da su oni ilegalni referendumi koje su sprovodile u 2 separatističke administracije zapravo dobili jedva 40% podrške biračkog tela u celini, a da one prounitarističke demonstracije, čiji sam bio svedok i koje su dovele na ulice preko 1 milion ljudi, ukazuju da kad bismo imali referendum, mislim da bi rezultat bio vrlo sličan kao i u Škotskoj. Govorim referendum koji bi bio uistinu regularno obavljen, da bi to bilo otprilike 55 za ostanak u Španiji, a 45 za izlazak. I ako išta, mislim da će način na koji je španska vlada reagovala na ovu pandemiju, a koji je daleko manje bio izložen kritikama nego što je bio slučaj u Italiji i drugde, samo doprineti učvršćenju osjećaja da Katalonija sama za sebe, makoliko da bi naizgled bila bogatija, bi također upravo u smislu
integrisanog tržišta u kome ona ima relativno privilegovan položaj uporediv sa Slovenijom u staroj bivšoj Jugoslaviji, da drugim rečima nećemo vidjeti neke bitne promjene. Ono što je u odgovoru za balkanski segment vašeg pitanja značajno, međutim, jeste da mislim da će posljedice postupaka Vučićeve vlade doprineti padu njegove popularnosti, jer suviše je tu bilo neuravnoteženih i na momente čak bismo mogli reći problematičnih izjava sa vrha koje maltene su imale za cilj da izazivaju paniku, da će groblja biti mala, da prime sve umrle i tako dalje, pretnje 24-časovnim policijskim satom za sve. Dakle, mislim da ovom prilikom, daleko od toga da je ispoljio jednu smirenu, samouverenu, lidersku poziciju državnika koji ima svest o svojoj istorijskoj odgovornosti i odgovornosti za neposredne živote svojih sugrađana, više smo videli jednog neuravnoteženog autokratu koji otprilike počinje sa krajnje neodgovornim negiranjem ozbiljnosti situacije. Ne zaboravimo onu izjavu njegovog savjetnika, idite u šopingu u Milano, male su cene, i onda odlazi na potpuno suprotni ekstrem, gde mnoge od mera su totalno iracionalne, recimo upravo po pitanju zatvaranja parkova, gde bi uz poštovanje distanciranja među ljudima i tekako bilo potrebno za sprečavanje infekcija da ljudi izlaze, da se fizički kreću i da budu na svežem vazduhu. Dakle, mislim da ćemo u Srbiji, uprkos naizgled neprikosnovenoj poziciji Vučićevoj, kada ovo sve bude prošlost i kada se ljudi sete svih ovih neprijatnih scena čiji smo sada svedoci, a koje deluju nategnuto i preforsirano i nepotrebno, zapravo doći do određene preraspodele snaga. Gospodine Trifković, ovo je kako ekspres lonec v momentu. Vrije ovo jedan ekspres lonec. I to ekspres lonec ke eksplodira ako ne znajeme da dozirаме да изпуштиме парејата. Тоа сега се случува во светот. Уште колку долго може да го загрева тој експрес лонец без да ја исклучат или да испуштат парејата, бидејќи народот, знаете, ќе се подели на два дела. Еден дел од народот ќе прифати све. Ќе прифати дури и полтронска, дури и понижувачка, дури и робска филозофија да му се нареди. Меѓутоа, дел на народ ќе рече, видите, па не сакам да живеам ваков живот. Па и да се заразам од корона. Ja bih rekao da čak sa stanovišta socijalne psihologije možemo proceniti da se ovo još može izdržati kroz mesec april i negde do početka maja. Ali da ukoliko se nastavi ova, da je tako nazovem, teledirigovana atmosfera histerije uz izuzetno restriktivne mere i uz blokadu ekonomskog života, da taj ekspres lonac može da dođe do tačke pucanja negde drugom polovinom maja meseca ili najdalje početkom juna. Ako dotle ne bude opadanja u broju obolelih i vidnog popuštanja stega, mislim da onda ulazimo u zonu gde jednačina ima suviše mnogo nepoznatih da bismo mogli predvideti. Обични емисијата во Центар, сум Васко Ефтов, почитани гледачи. Вечерва можете да проследите едно ексклузивно, одлично интервју во трајање од 40 минути со господинот Срđan Tripković, еден од четворица најдобри геополитички аналитичари или стратези на просторната парамешна СФР Југославија. Најавено ново дружење во недела во 22 часот, великденска емисија недела 22 часот, до недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонијо, каде да си?